Почитувани гледачи, ви посакувам добро утро во најновото издание на емисијата 24 од Сестрце. Денеска се наоѓаме во градскиот парк во Скопје, имаме на вистина прав есенски ден и интересна тема за разговор. Денеска повторно во нашата емисија, во склопот емисија Откриени тајни, ни гостува доктор Жарко Костиш, дијанетички аудитор од Сдруженијето на граѓани Помагам. Ве поканувам да останете со нас и да ја погледнете денешната откриена тајна. Денеска ќе зборуваме на тема чиј живот ние живееме. Останете на 24 вести. Во претходната емисија споменавме на кој начин функционира умот и што представува умот. Во еден период од емисијата споменавме дека кога сме напнати и кога сме под стрес, знаеме да се однесуваме и да зборуваме, односно да користиме фрази како некој од нашето блиско опкружување. Дали вам некогаш ви се случило да зборувате и да се однесувате можеби како вашата мајка, како вашиот татко или некој друг од вашето блиско опкружување? Ова ве прашавме вас денеска на нашите скопски улици. Ќе чуеме што вие ќе кажете на тоа, дали некогаш сте разговарале, односно се однесувале како некој од вашето блиско опкружување. А потоа ќе продолжиме со разговорот и ќе отвориме темата чиј живот ние всушност живееме. Па сигурно на моите, на мајка ми и на татко ми, пак тоа се некои навики од нив што ги имам и секојдневие, нели? Многу нормално. Така мислам. Најверојатно. Дали подсетувам некој мој близок? Можда на татко ми подсетувам, не знам, могуче. На баба ми. На баба ми најчесто да. Најверојатно. Најверојатно како мајка ми. Да, повеќе наликувам на мајка ми. Иако по генетика можеби на татко ми сум повеќе, да речеме, и по физиономија и по некои карактеристики, меѓутоа можеби некои реченици и фрази што ги потребувам мајка ми ги потребувам јас кога сум нервозна. Тоа беше анкетата и вашите одговори на прашањето дали во одредени ситуации кога сте напнати и под стрес реагирате како некој од вашето блиско опкружување. Чиј живот ние живееме? Денеска разговараме со доктор Жарко Костиш, дијанетички аудитор од Сдруженијето на граѓани Помагам. Жарко, добро утро и добре дојдовте во уште една откриена тајна. Добро утро до сите наши гледачи. Чест ме да гостувам пак. Имаме интересна тема за разговор. Секоја емисија со вас е интересна, така ќе биде и денешната. Ќе откриеме многу тајни, многу интересни моменти како да си помогнеме себе си и да направиме животот да ни биде поуспешен и посреќен и секако да го живееме сопствениот живот. Темата на денешната емисија е чиј живот ние живееме, меѓутоа пред да почнеме да разговараме на оваа тема, да се навратиме на темата од претходната емисија накратко за гледачите кои што прв пат денеска не следат. Во претходната емисија зборувавме за тоа што е умот и како умот функционира и како болните искуства од минатото знаат да влијаат на нас. За оние кои што денеска прв пат се вклучуваат на 24 вести и откриени тајни, накратко што представува умот и како тој функционира. Во минатата емисија направивме осврт за тоа што е умот, како тој функционира и сега за сите оние гледачи кои што за прв пат почнуваат да не следат на нашата програма, ќе направиме мала рекапитулација за тоа што е умот и како тој функционира. Значи, кажавме дека умот е составен од слики и дека умот постојано снима слики. И напоменав, баш како што камерата во овој момент не снима, дека и умот снима слики и во тие слики дека се снимени сите оние сензации и перцепции кои што во тој момент ги чувствуваме. Дали е тоа мирисот на околината, бојата на лисијата, температурата. Значи, сите сензации, а огромен број на сензации се снимаат во тие слики и тие слики кога човекот е свесен и буден, какви што сме во моментот, се снимаат во свесниот дел од нашиот ум, а во дадени моменти кога човекот доживува физичка болка, дека тие моменти, тие снимки, тие записи, кои што умот постојано ги прави, се снимаат во еден друг дел од умот кој што кажавме дека е на некој начин подсвесен, но ние го викаме во дијанетиката реактивен ум. Така да умот има за цел да на некој начин го архивира целото наше постоење и умот не може да прекине да снима слики, значи тој постојано снима слики, пак ќе кажам како една камера без стоп копче,
постојано снима слики за се она што ни снима. Случајно и во претходната емисија кажавме дека тие слики почнуваат да се снимаат уште во периодот кога бебето се наоѓа во утробата на мајката и се до ден денешен и се архивираат на еден многу интересен начин според датум во така наречена временска лента. Ги споменавме реактивниот и аналитичниот ум, на многумина од гледачите кои што повторно за прв пат не следат, ова ќе им биде можеби малку непознато, па може ли да кажеме накратко за нивното значење, што е аналитичниот, а кој е реактивниот ум? Да. Аналитичниот ум е дел од нашиот ум кој што донесува здраворазумни заклучоци и решенија врз база на сите тие искуства кои што се снимани во форма на слики. Значи, податоците за животот ги снимаме во форма на слики заедно со сите тие перцепции кои што ги има во самите слики. Без разлика на тоа што се случува во нашето постоење. Значи, во секој момент од нашето постоење имаме мирис, вкус, допир, било каков податок. И тие податоци за живењето во форма на перцепции, во форма на заклучоци, во форма на податоци се снимани во тие ментални слики. И човекот за да реши било каков проблем денеска за своето постоење, ги повикува тие слики, за да може да пресмета врз база на сите тие податоци кои што се снимани во нив, за да донесе заклучок или решение. Многу е тешко доколку немате податоци во врска со постоењето да донесете да решите некаков проблем или да донесете некаков заклучок или пак да одлучите нешто. Нели некогаш кога немаме податок ќе отидеме на Google или некаде за да добиеме некаков податок. Исто е со умот. Умот ги користи податоците кои што се снимани во него, и сега зборам конкретно за аналитичниот ум или свесниот дел од умот, кој што ги користи податоците снимени во тие слики и врз база на тие податоци кои што се снимени во него, врши пресметки, заклучоци, одлучува здраворазумно за нашето постоење. Секако тоа зависи какви податоци има снимено во него. Ако податоците се погрешни, ќе донесе погрешна одлука, но самиот ум како таков, доколку има точните податоци снимени во него, тој не е способен за грешка. Значи, аналитичниот ум е совршен компјутер. Перфектна сметачка машина која што не би била способна да сгреши, воколку не постои еден друг дел од умот кој што го нарекуваме реактивен. А реактивниот ум, па од друга страна, презема контрола на снимање на записите, на снимање на сликите во момент кога човекот доживува физичка болка или болна емоција. Минатата емисија споменавме дека кога човекот ќе доживее било каква болка, дали тоа физичка, духовна, односно ментална болка, во даден момент до некој степен или пак целосно, зависно од болката, аналитичниот ум се гаси и тогаш умот пак продолжува да снима слики, но тие слики се снимаат пак во реактивниот ум. Тие записи во реактивниот ум, на моменти кога имаме болка, заедно со сите сензации, пак ќе кажам, кои што се снимаат во тие слики, ги нарековме енграм. Зборот енграм се состои од два збора ен, значи во, и грам потекне од графија, што значи запис или пишување. Значи енграм е запис во нашиот реактивен ум на болни искуства од минатото, заедно со сите перцепции, сензации, мириси, емоции кои што во тој момент ги постојат во нашата околина, се снимени во нас и во дадени моменти, дадени слични такви дразби, емоции, перцепции, какви што има снимено во тие болни искуства, ако ги почувствуваме во сегашноста, тие болни искуства од минатото се реактивираат и ние почнуваме да се чувствуваме болно, изнемоштено, надразнето, избубливо, почнуваме да кажуваме работи кои што не ги сакаме и така натаму. Најавивме дека денешната тема е чии живот ние живееме, откако се навративме на тоа како функционира умот, кој е аналитичниот и кој е реактивниот ум. Да продолжиме на темата на која што денеска ќе дадеме малку повеќе до значење. Во минатата емисија исто така споменавме дека кога сме под стрес, кога сме напнати, нервозни, знаеме да реагираме, да користиме зборови, фрази како некој од нашето блиско обкружување. Го правиме тоа свесно или несвесно? Многу често го правиме несвесно. Значи, некогаш влагаме во идентитети на некои луѓе свесно. И ако видите децата, можат многу свесно да влагаат во идентитети на куклата, на дрвеното коњче, на што и да е со што си играат, они може да биде тоа. И тоа е феноменална способност да можеш да влезеш во некој идентитет свесно и да излезеш знаејќи си кој е твојот идентитет. Да, имаат почеток и крај тие во таа игра. Точно така. За да контролираме нешто, мора да имаме почеток, промена и крај. И во таа игра има дефинитивно крај. Но што се случува со оние моменти кога во нашиот живот продолжува да тече животот и во еден момент одеднаш ќе се сепнеме и ќе речеме: "Вау, ова е нешто кое што го кажуваше мојата мајка. Ова е нешто кое што јас се борев кога бев помлад
кога мене ми го збореа. Ама сега почнувам да ги кажувам истите фрази, истите зборови на моите деца. Почнувам да се однесувам или да користам ставови кон животот исти како што ги имал таткото, кои што можеби претходно кога сум бил помлад не сум се согласувал со нив. Значи нема ништо лошо да преземеме идентитет ако тоа го правиме свесно и ако од него можеме да влеземе и да излеземе, како глумците што го прават на представа. Но многу често низ текот на нашето живење, поради овие моменти на болка од минатото, влегуваме во дадени идентитети, во дадени карактеристики на некои други луѓе, во кои што навлегуваме целосно подсвесно и на некој начин ние не можеме да влеземе и излеземе од нив, него едноставно реактивниот ум презема контрола врз нашето живење и почнуваме да се однесуваме и едноставно да го живееме животот на начин на кој што не би го направиле ние кога би биле ние. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладаете ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Споменавме во претходната емисија дека во одредени моменти кога сме под стрес, кога сме напнати и нервозни, знаеме да се однесуваме, да користиме фрази, зборови, реченици кои што ги користел некој близок од нашето семејство, дали е тоа мајка, баба, татко. Го правиме ли сето ова свесно или несвесно? Па има моменти во животот кога можеме да преземеме туѓ идентитет свесно. Пример би дал за тоа, ќе видите децата кога се играат. Можат да влезат во идентитетот на куклата, на дрвеното конче, на едноставно и физички предмети кои што се наоѓаат околу нив и можат да излезат од нив. Така да, тоа е свесен начин како човекот може да влезе во нечиј идентитет и да излезе од него. Но имаме многу пати ситуација кога влегуваме во туѓ идентитет, значи не наш идентитет, каде што тоа се случува несвесно. И тоа нас не контролира. Не го контролираме ние него тој идентитет на некој начин не контролира нас. Можеби ќе помине животот и ќе видиме дека после подолг временски период, како одминува животот, почнуваме да ги имаме истите афинитети за некои работи, кои што не ни биле природни кога сме биле помлади. Пример ќе видите некогаш кога сте биле помлади, не сте сакале да идете на викендичка, каде вашите родители ве терале дека мора да идете. Така вие сте ги имале другарите кај во населбата и сте сакале да се останете дома, затоа што доаѓа сабота и недела треба да играте фудбал, на викендичка немате друштво и едноставно сте се нервирали, не сте сакале да дојдете на викендичка. Но како поминуваат и одминуваат годините, викендичката доаѓа во ваше наследство, сте рекли кога сте биле млад, кога ќе дојде моје наследство има да ја продадам. Ама како и да ја одминуваат годините, викендицата е ваша, имате ваша фамилија и веднаш ќе се фатите да ги терате и ги приселувате, можеби вашите деца да идат на викендичка поради истите причини, истите ставови ги имате сега како што можеби ги имал вашиот татко. И тоа не значи дека има многу аналитични и свесни работи зашто некој треба да иде на чист воздух. Тоа не е поентата. Поентата е дека некогаш на еден скриен начин реактивниот ум презема контрола врз нас и почнува да не менува, да не вади од нашиот тек на живот, од нашиот идентитет и почнува да не става по туѓ идентитет, со туѓи ставови, со туѓи мисли, со туѓи стресови и едноставно тоа на некаков подсвесен, реактивен начин почнува да делува врз нас. И некојаш ќе се фатиме во дадени моменти сте изнервирани и почнувате да ги користите фразите кои што ги користел вашиот татко. Или можеби се однесувате спрема детето на ист начин како што мајка ви терала да јадете и мора ова све да се иде, мора да се изеде се до крај, однаш да почнете да ги имате вие тие ставови
кон вашите деца. Се плашам дека во тие моменти веќе тој свесен дел на кој што можеме да влеземе и излеземе од некој идентитет го немаме, него едноставно реактивното му презема контрола врз нас и тоа дефинитивно не е под наша контрола. Дали сето ова значи дека поседуваме во тој случај карактеристики, особени, имаме цели, можеби и болести на некој друг? Точно, ние во минатата емисија се осврнавме на како реактивниот ум може да го разболи телото, зошто реактивниот ум има контрола врз нас и рековме дека реактивниот ум и во оваа емисија почнува да снима во момент кога човекот доживува физичка болка или болна емоција. Уште еден пример да дам, замислете го мало дете кој што гледа караница помеѓу таткото и мајката, што е за него болна емоција, е стрес, и тоа се снима во неговиот реактивен ум. И можеби кога тој се однесува со девојката или со својата сопруга, почнува да ги користи фразите на еден од двајцата во караницата, обично на тој доминантниот, кој што бил во караницата, ги презема неговите фрази, неговиот идентитет и почна да се справува со околината на ист таков начин, што е снимено фактички во реактивниот ум. Или пак можеби имате исто момент кога детето имало висока температура, кога било болно, се тоа пак се снима во реактивниот ум, имате можеби кавга помеѓу таткото и мајката, или можеби детенцето било искарано и некој му рекол исти како дедоти, или исти како вујкоти, или исти како таткоти. И рековме во минатата емисија дека тие зборови снимени во подсвеста во реактивниот ум буквално имаат можност, односно се до толку јаки да почнуваат на подсвесен начин да не контролираат и ќе видите ако дедо му негов можеби јадел со нож и он ќе почне да јаде со нож, или дедо му носел капа во домот, ќе почне и тој да носи капа, затоа што тие зборови исти како дедоти, исти како таткоти, иста мајката си, плюкнат, не знам, вујкоти си, кои да е, имаат подсвесно влијание врз нас. Така да, дефинитивно не само што можеме да преземеме туѓи цели, него едноставно можеме да преземеме и туѓи болести. Некојаш ќе видите, луѓето почнуваат да имаат, да се дебелеат на ист начин како што се здебрил татко. И може тука луѓето ќе речат, ама да, тоа е генетика. Но би сакал исто така да им дадеме една друга алтернатива на луѓето, да видат дека умот може да ги смени луѓето исто така на еден начин. Може би спие на ист начин како што спие татко му. Гледа телевизија на ист начин како што гледа татко му. Ги има истите политички ставови како што ги има татко му. Како и да е. Едноставно чисто за размислување нашите гледачи дека и умот и сите тие енграми може да допринесат човекот да се смени на начин да излезе од својот идентитет и да почне да презема на несвесен начин идентитет на некој друг. Дали се тоа што зборуваме, односно живењето на нечiji друг живот, може да ни помогне да бидеме поуспешни или пак спротивното, живеејќи во нечија туѓа кожа, да бидеме само неуспешни? Да. Сигурен сум дека во околината ќе обзервираме на нашата околина многу успешни карактеристики на нашата мајка, на нашиот татко. И пак ќе кажам, сето тоа е убаво доколку можеме да го преземеме свесно. Зашто свесниот дел аналитичниот ум има контролата врз животот. Реактивниот ум не контролира нас. И ги контролира нашите мисли, нашите цели, нашиот живот и така натаму. Рековме дека едно од начините како човекот може да презме туѓ идентитет, воколку му се кажани во неговата подсвест за време на болното искуство дадени команди дека е ист како татко му, вујко му и така натаму. Но има еден друг феномен како човекот може да превземе нечив туѓ живот. Можеби ќе загубиме некој наш близок. Можеби татко, мајка, можеби нема да починат, но можеби ќе станат неуспешни. Можеби гледаме дека имаат неуспех во нивниот живот. Ние имаме афинитет кон нив, нели? Еве да кажеме пример на некој човек кој што ни починал. И од жал некогаш, и од желба да ги оживееме тие луѓе, почнуваме да го зимаме и да ги превземеме, да го живееме нивниот живот. Можеби таткото кој што починал имал дадена цел која што сакал да ја реализира во својот живот. Детето имало можеби целосно различна цел. И одеднаш ќе видите дека детето од желба да го одживее, да го донесе во живот својот родител, одеднаш го менува патот во својот живот и почнува да зачекорува во чевлите на родителот кој што сакал да ја заврши таа цел. Тоа му било желба да се случи. И однаш детето, наместо да го проложи својот пат, почнува да го превзема патот на некој кој што е веќе заминат, со цел да го оживее истиот. Исто така со цел да се оживее некој човек, ќе видите дека човекот може да почне да ги манифестира истите проблеми што ги имал, истите проблеми во органите, истите болести, истите ставови. И сето тоа е на некој начин во наводници од реактивниот ум цел да се оживее некој кој што
веќе го немаме. Така да, ако човекот го направи тоа, дефинитивно не може да биде до толку успешен, поради тоа што успехот во нашиот живот зависи од тоа да имаме свои цели. Од сето ова што го зборуваме, можеме да заклучиме дека само доколку го живееме својот живот и имаме своји собствени цели, можеме да бидеме среќни. Во спротивно не можеме да бидеме целосно среќни. Точно е. Имаме многу наметнати цели. Гледате, секој од нас е различен како единка. Јас имам своји цели, своји ставови, Стања има други цели, други ставови, околината има други цели, други ставови. Секој од нас е различен како индивидуа. И секој од нас има свој универзум. Можеме да кажеме дека имаме физички универзум, сето ова што е околу нас, прегува физички универзум во моментов, имаме наш универзум. Нашиот универзум се нашите цели, она што сакаме да го постигнеме. И начинот како да го контролираме физичкиот универзум е да го искриваме нашиот универзум. Гледате, нашиот универзум е помоќен од физичкиот универзум. Кога почнуваме да се грижиме за нашите цели, да го живееме нашиот живот, да го зачекориме нашиот пат, без разлика на тоа што мисли околината, без разлика на тоа какви цели ни наметнува околината, фамилијата, кој да е. Кога превземеме контрола врз нашите цели, тогаш ќе превземеме контрола врз нашата среќа. Тогаш ќе бидеме одговорни за нашиот живот. И ќе видите дека луѓето, кога не превземаат контрола за својот универзум и одговорност за својот универзум и одговорност за своите цели да ги реализираат, тогаш стануваат заробени во физичкиот универзум. Нема потажен човек кој што има направено компромис со својата реалност, за она што е реално за него. Нема поголема реалност од тоа што ние го сакаме. Ова е реалност, поради тоа што сите си имаме сложени на тоа, но секој од нас како единка е посебен. Има своја реалност, има своји цели, има своји желби. Ја ќе кажам дека голем човек, джин, е оној кој што не прави компромис од тоа што тој го сака. Знаете, да го зачекорите својот пат, да ги остварите вашите цели, е нешто кое што за мене мислам дека е етичка должност на секој индивидуа. И ако тоа го правиме, нема да имаме никаков проблем да го контролираме физичкиот универзум. Зашто нашиот универзум, нашиот мисловен универзум, универзумот на нашите цели е по значење над физичкиот универзум. И кога ќе го контролираме нашиот универзум, физичкиот универзум едноставно се повинува на тоа што вие го сакате. Сето ова не наведува на една друга тема на самодоверба, која што верувам дека ќе имаме во некоја од наредните емисии на Откриени тајни. Можеме ли да констатираме дека посетувањето на самодоверба значи дека го живееме својот живот и можеме да поднесеме одговорност за реализација на своите собствени цели? Дефинитивно. Пак ќе кажам, самодоверба, цели, сигурност, етика, тоа на некој начин се синоними. И рековме во оваа емисија дека имаме во дадени моменти ситуација кога напуштаме наш идентитет. Напуштајќи го нашиот идентитет, ги напуштаме нашите цели. Почнуваме да живееме некој туѓи живот. Самите гледачи можат од своето искуство да видат дали е тоа за нив добро или не. Но она што сакам да го кажам е дека само довербата е доверба во тоа што сте вие. Доверба во вашата желба да го постигнете тоа што сакате вие да го постигнете за вас во животот. Така да, дефинитивно во самодовербата има карактеристика на пратење на своите цели. Гледайте, стануваме робови на физичкиот универзум, само во оној момент кога нашите духовни цели, кога нашите желби за остварување во овој живот, желба нешто да постигнеме, ја напуштаме. А тоа е само наша одговорност. Гледайте, околината многу често ќе не убедува да направиме компромис со тоа. Самата околина некојаш има направено компромис со целите. Ќе видите, имате луѓе кои што ќе ви убедува дека тоа не е возможно, дека треба да се откажеш од тоа, дека никој не успеал тоа да го направи. Но во тој момент зборувате со луѓе кои што веќе имаат направено компромис со нивниот универзум. Тоа се луѓе кои што веќе даваат акцент намо на физичкиот универзум. Ќе видите дека таквите луѓе повеќе имаат акцент на тоа што физички треба да се направи, колку попрактичен треба да бидеш, колку по-реалистичен треба да бидеш. Пак ќе кажам, реалноста е нешто кое што е индивидуална работа. Исто така и е реалност за другите луѓе да ги остварат своите цели. И кога не правите компромис од тоа што сакате вие да го направите, тогаш станувате многу моќен. Но при тоа мора да ја надминете желбата околината да се сложи со вас. Зашто не секогаш околината ќе се сложи со вас. И ќе видите дека во вашиот живот може едни од најдобрите одлуки биле тие за кои што околината и не се сложила со вас. Но сте ги буткале вашите цели до крај, сте ги постигнале успесите, и одеднаш што се случува, околината ќе почне да кажува дека секогаш верувала во вас. Поради тоа што вие
ако прекинете да верувате во себе, ни околината нема да верува во вас. Вашиот компромис кога ќе го направите, тогаш на некој начин се прекинува. Но кога нема да направите компромис со тоа што вие го сакате, кога нема да направите компромис со вашиот идентитет, кога нема да направите компромис со вашите цели, тогаш на некој начин почнувате да ја контролирате и околината. И успешниот човек, ова ќе го кажам како еден цитат од господинот Хабард, е оној кој што ја прилагодува околината на себе. Неуспешниот човек се прилагодува на самата околина. Големите луѓе и луѓето кои што на некој начин не прават компромис со тоа што тие го сакате со своите цели, се секогаш успешни затоа што својата имагинација и својата реалност на крај ја материализираат во физичкиот универс. Жарко, ви благодарам што и денеска во Откриени тајни ни откривте уште една голема тајна, зашто во одредени моменти кога сме под стрес, кога сме нервозни и напнати, реагираме и односно користиме фрази и зборови како некој од нашето блиско обкружување, некој член од нашето семејство, дали е тоа мајка, баба, татко, дедо, и што секако ни откривте на кој начин можеме да се ослободиме од тоа и да живееме свој живот со единствена цел, да бидеме поуспешни и посреќни. Ви благодарам што бев гостин, благодарам на нашите гледачи кои што не следат. Точно е, значи нашата цел со овие емисии е да на некој начин со знаењето кој што го имаме за цел да го пренесеме на нашите гледачи, да го подобриме нивниот живот. И во врска со целите, кои што е една од темите кои што ми е најдрага, за која што ќе разговараме наредниот пат, во самата дианетика и господинот Хабард открива дека децата на многу рана возраст ја знаат својата цел. Околината некојаш свесно, несвесно, сакајки, не сакајки ни наметнуваат други цели. Но убавината е дека со помош на дианетичката технологија човекот може да се ослободи од минатите болни искуства, трауми, наметнати цели и така натаму и навистина да се открие кој е тој самиот и кои се стварно неговите цели. Кога човекот повторно ќе ги распламти своите цели, нема посреќен човек од оној кој што е на пат да ги оствари своите цели. Ви благодарам, Жарко, на гостувањето. Благодарам на вас. Тоа беше се за денешната Откриена тајна и за 24 од Сестрце. Како што веќе доктор Жарко Костич ви најави, во следната емисија ќе разговараме на тема цели. Се надевам дека ви бевме интересни и дека го задржавме вашето внимание. Ви посакувам пријатен ден, искористете го убаво есенскиот ден со вашите најблиски, бидете среќни и успешни и гледајте 24 од Сестрце утре во редовниот термин.